спасиме нашата света Елада, бевме поразени, понижени и погубени од Филип II, царот на македонците. Па добро, да ги прашам денешниве македонски раководители, историчари, академици и дипломати, грчки крал ли сум јас, како што напишале во вестникот Нова Македонија во 1983 година во нивнава ера. Ако бев грчки крал, што барав да војувам против грците? Својот народ ли го тепав јас кај Херонеја? Немаат ли глави да размислат, да просудат? Може ли еден македонски цар, еден македонски монарх толку да го понижи, да го извалка, да го исплука, да го изгази и да го распродаде својот народ и својата држава? Не, не, не! Тоа може да го направи само еден изроден вазал и никој друг. Чеда мој македонски, поколение мое неопулено, значи да повториме, да расчистиме, да бидеме најасно. Јас, Филип II, македонски, на 7 Метагитнион, 338 лето, во мојата, во нашата епоха, во Бујотијанската рамнина, кај Цефис, во близината на Херонеја, војував против Атина и Тива, против атињаните. Го применив косиот стројна борба, офанзивата на левото крило и командувањето со коњицата му ги доверив на мојот син Александар, кој беше уште дете, само на 18 лета, додека јас лично, татко му негов Филип, го водев дефанзивното десно крило. Младиот Александар, мојот син, ја нападна светата чета на тиванците, додека јас, неговиот татко, очи в очи со атињаните, ја предводев славната македонска фаланга. Но и покрај се, јас покажав кон атињаните една голема војничка култура, голема војничка етика. Им ги вратив нивните заробеници без откуп и уште им дозволив да ја однесат пепелта на мртвите во Атина во свечена поворка. Ете, тоа беше таа прочуена македонска доблест и величина со која другите ни денеска не можат да се пофалат. Им понудив дури и пријателство и сојуз со гаранција дека ако бидат умни, не итри и лукави, туку умни, Атина ќе ја оставам слободна и независна. Но при тоа да си имаме уважение. Како втора и поразена страна, тие мора да ја напуштат, да ја прежалат воено-морнаричката лига, бидејќи нивната загуба беше многу голема, катастрофална. И на се во ова згора, со години Демостен правеше таква слика за мене пред светот, како јас да сум најголем злодеј, чија единствена цел е целосно да ја уништам Атина. Па добро, зар може злодеј да биде толку благороден, толку хуман, толку човечен? Направи добро, ако сакаш да бидеш македонец, рекол прадедо ми Архелај. Тоа беше лозинката на нашата македонска лоза. Тоа беше нашиот голем, величествен и благороден македонски дух. Не си победник, ако го уништиш непријателот,
Rekao pradjedu bi Herakle, tu da go pobediš, vojna ravnopravna bitka, oči v oči, vešto, umno i mudro, a ne od zadgrb, itro, lukavo i podlo. I od kako će go sovladaš, da se potrudiš da go napraviš prijatelj, da te ceni i da te počituva. Togaš si ti pobeditel. Od sekogaš Makedoncite se odlikuvale so visok moral, so borben duh, so česen zbor, so dobro srce, so široka i blagorodna makedonska duša i so golema verba vo Boga. Moj aristokratski gest, moje to makedonsko veličije konatinjanite, so toa što ne gi poraziv, što ne gi uništiv, što ne gi bitisav dokraj, v koren kaj Heroneja. Толку много ги изненади, što jednostavno se zbunija od radosti i od благодарност. Počna da mi podarуваат разни величија, титули, државјанства, мене и на мојот син Александар, а мене дури ми направија и статуа во Римната агора, и тоа во природна големина. Такав всушност станав господар на целиот регион и го започнав процесот за еден универзален мир. Ги повикав сите суверени градови држави се до македонската граница да испратат своји дипломатски представници на Коринт со цел да се договорат со мене за новиот поредок во регионот. Еве читајте, читајте, читајте што запишале чесните светски историчари. Читајте, читајте по овие брилјантни успеси во преговорите. Филип се врати во Македонија. Она што тој го постигна на Коринт представува компромис помеѓу македонската политика на моќ и панелинистичката политика на Исократ. Меѓутоа компромис во кој македонските интереси најмногу дојдоа до израз. Во известна мера само желбите на Исократ на втората страна се исполнија, но и во такви форми што тој не ги предвиде, бидејќи тие форми се реализираа врз основа целта на Филип, а таа цел беше македонска доминација над Атина. Нека читаат денешните македонски раководители, историчари, научници, академици и дипломати. Илјадници тони книги се напишани за мене и за мојот син, дека сме македонци и ништо друго. Кај им е умот? Во моје време беше чест, гордост и слава да се биде македонец. Се друго беше като, долу, ниско, настрана, таму, потаму. О заспано, о слепо, о вазалско мое поколение, зашто им служат главите на денешните македонски раководители, историчари, научници, академици и дипломати? За носење носови, уши и капили само? Секој ден се фалат дека биле мудри. Во што се состои нивната мудрост? Во глупоста ли? Во што? Име немаат, знаме немаат, држава асолна немаат, грб немаат, закон немаат, пари немаат. Тоест, се извинувам, пари до душа имаат. Погледнете ги само нивните пари. Пари ли се ова? За срам и за пони